Жителите на 35 општини денеска избираат нов градоначалник. На 1517 избирачки места се избира меѓу 70 кандидати за градоначалник во вториот круг на локалните избори. Од Државната изборна комисија информираа дека сите избирачки места беа отворени на време, дека гласањето се одвива непречено и нема информации од општинските изборни комисии и избирачките одбори за проблеми при гласањето. Вкупната излезеност во 35 општини каде денеска се избира градоначалник во вториот круг до 13 часот изнесува 24,38%. На 1517 избирачки места во 35 општини во втор круг се избира градоначалник, гласањето досега тече непречено и не се забележани никакви проблеми во текот на гласањето. Граѓаните и денеска имаат можност, доколку е повредено нивното лично избирачко право, да достават приговор за заштита на личното избирачко право до Државната изборна комисија во рок од 24 часа. До овој момент, до ДИК не е доставен ниту еден ваков приговор. И во оваа прилика сакам да ги потсетам граѓаните дека им стои на располагање бесплатната телефонска линија на Државната изборна комисија за пријавување на изборни неправилности 0800 555 44. Во име на Државната изборна комисија, на оваа пресконференција ќе ги соопштам податоците за излезноста на гласачите до 13 часот. Најпрвен ќе почнам со вкупната излезност на гласачите на ниво на Република Македонија, односно вкупната излезност во 35 општини во кои се гласа денеска. Од 99,8% обработани податоци од избирачки места, односно 1514 избирачки места, вкупниот процент на избирачи кои гласале до 13 часот е 24,38%. Од Министерството за внатрешни работи на пресконференција информираа дека нема посериозни нарушувања на изборниот процес, но биле пријавени ни за нерегуларности, како фотографирање на избирачки материјали и избирачки ливчиња. Нема регистрирано посериозни нарушувања на јавниот ред и мир поврзано со гласањето во вториот круг на изборите. Она што сакам да го потенцирам е дека има 3 случаи на фотографирање на гласачко ливче. Нешто што ни се случуваше и во првиот круг, кога имавме 10 вакви случаи. До сега имаме 3 случаи во вториот круг. Еден е во Шутел Ризари, во училиштето 26 јули. Вториот е во населбата Црниче во Скопје и третиот е во Пробиште. Сакам да апелирам до граѓаните да не ги фотографираат гласачките ливчиња, затоа што со тоа го кршат законот и за тоа соодветно ќе бидат санкционирани. Покрај овој случај имаме едно нарушување на јавниот ред и мир, кое уште се расветлува, значи во населбата Шутел-Ризари, на улица Метохиска, едно лице пријавило дека е нападнато од повеќе други лица. Полицијата веднаш излегла на терен, едно лице е приведено во станица и се работи на расчистување на случајот околу тоа кои се причините за пречката и соодветно ќе ви информираме веднаш кога ќе го расчистиме случајот. Во текот на вчерашниот ден своето право на глас го искористија болните и изнемоштени лица како и затворениците. За гласање беа пријавени 939 лица во 13 казнено-поправни установи, 1435 болни, изнемоштени и лица кои се во куќен притвор, како и 8 гласачи кои се водат како внатрешно раселени.